Здраво, ова е 416-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Магелан од Лав Диас, во кој станува збор за португалскиот морепловец Фернандо Магелан, глумен од Гаел Гарсија Бернал, која предводи шпанската експедиција до островите Малаку во 1519 година. По несогласувањето со португалскиот крал, тој ја убедил шпанската круна да финансира експедиција на истокот, избегнувајќи ги воспоставените португалски патишта околу Јужна Африка, со цел да ја помогне на Шпанија да се зацврсти во вредната трговија. Тој ги задушува бунтовите, се обидува да го покори домородното население и на крајот се соочува со смртта на Филипините. Посадата на бродот не сум уведен дека многу му верува на лудакот Магелан да ги предводи до крајот на светот, но од друга страна пак во интерпретацијата на режисерот Диас воопшто не е благонаклонет кон Магелан, ниту пак го романтизира неговиот поход. Конкистадорската мисија се поима како потрага за наметнување и преземање моќ, мотивирани од ненаситната алчност. Затоа и не сум баш сигурен дека ова е спасителот кој им го донеле боговите на дождот на мештаните на Југоисточна Азија или крвен непријател. Треба да си ги преиспитаат жртвениците. Јасна е дистинкцијата меѓу доселениците и домородците, како судир на различни култури, кој неминовно е да ескалира во конфликтна разрешница. Домородците се пагани, многобожци, политеисти, кои имаат замисли за духови на ветришта и богови на дожд, како и преданија за лапу-лапу, битие кое јаде неродени деца, кои се во колизија со монотеистичките освојувачи, крстоносци кои купуваат робови, осудуваат истополов однос, убиваат и продаваат луѓе во име на Бог, наметнуваат дека е спасителот на домородците и мора да го прифатат за да настане покрстување, вршејќи асимилација на туѓата традиција со својата сила и како прави христијани, силувањето и опожарувањето не им е слаба страна. Човек кога ќе види мака, ќе поверува во сешто, па затоа и домородците се доведени во ситуација да дозволат знаменитите символи на нивната традиција и убедување да бидат фрлени на буниште како лажни идоли на еретици. Секако домородците далеку дека се совршена заедница, затоа што, како што можеме да видиме, дека ја имаат одликата за несослушување на жените во племето, децидни да им дозволат да не се мешаат во машката работа, како што ќе е условот. Несомнено дека во прашање е филм во кој каузалниот след го има последниот збор, кога предизвикувачите на насилството ќе бидат жртви на сопствените последици, но морам да истакнам дека сведочиме на бројни магепсувачки кадри од кои блика прекрасната филмска визура на Диас, како што е фамозниот кадар на домородките кои ги пуштаат мртвите чеда на плима. Може би не е прикажано убивањето на експлицитен начин во камера, ама затоа има декорација од мртви тела во кадрите, што значи островот и е распослана насекаде. Моралната исправност е ставена во прашање и во монологот на робот кој во борбата за сопствената слобода треба да биде соучесник во геноцидот и испадне предавник на својот господар. Со широкиот план на снимање, Диас му ја одзема можноста на Гаел Гарсија Бернал во крупен план да демонстрира суптилности, оневозможен поради дистанцираноста, меѓутоа режисерот не подклекнува на маниризам и затоа сними атипичен биографски филм, како што исклучиво Диас би снимил, без елаборации и експозиции, односно биографски филм кој не сака да прифати дека е биопик, со криза на идентитет ако повеќе би сакале, но во никој случај артистички не се компромитира авторот и останува доследен на уникатната визија. Авантуристичкиот биографски филм на Диас секако дека ќе може да го паралелизираме со филмови нали култните Агира The Wrath of God од 1972 година, предводена шпанска експедиција, до европските освојувачи во The Lost City of Z од 2016. Судирот на нациите го имаше и кај The New World од 2005 од Теренс Малик до Silence од 2016 на Мартин Скорсезе, па Гибсон може да го броиме како продор на животот на домородците. Белатар си замина од овој свет, така што аманет е оставен на Апичот Понг Верасета Кул и Лав Диас да продолжат да снимаат slow cinema со домородното население во Тајланд и Филипини и имаат намера да го исполнат тоа ветување со особеност.
Музика нема да слушнете во овој филм, јасно е целењето на доловување на натурализмот, каде звуците на природата треба да доминираат и секако шкрипењето на бродот во дизајнот на звук е доволно да се употреби како предложка за симфонијата на лакомите талкачи во светот. Пропуштена можност е да има музика, со оглед на тоа што Лав користел диегетска музика во минатото, но тоа е веќе стилско решение и избор за кој не можеме да противречиме. Диас инсистира природата на аудиовизуелен план да ги проголта ликовите и обземе гледачите. Што се однесува на кадрирањето и лепењето на филмот, Диас сака да го има последниот збор и тука да одлучи каде ќе стои камерата и колку ќе трае кадарот, па затоа и во соработката со Артур Торт, кој го знаеме по соработките и со Алберт Сера, нуди визуелни решенија кои се аналогни на потписот на Сера, особено Pacification од 2022 година, што значи дека од нивната плодотворна соработка ќе добиеме долги кадри со фиксирани камери, а понекогаш камерата дури е ставена и на чамец и гледаме како се плови преку река, впивајќи го секој атом од хипнотизирачката природа, а друг пат гледаме дожд врз реката, како се комплетира циклусот на испарување во вонземска флора и фауна. Поставката на широк план нуди контрола над позиционираноста на ликовите и продор на светлината во просториите, врамени во ригидниот аспект 1:33:1, каде не се трошат крупните кадри, туку се врамува една композиција во околината која не дозволува човекот да го надвладее обкружувањето од прашумата. Сигурно поминат деценија од како последен пат искористи Диас колорит на палетата на бои, па затоа тука бликнаа сите во природата. Дали има потреба и оправданост да трае толку долго филмот, се разбира дека не. Делата на Диас се за патувањето, не за дестинацијата, а знаеме дека во минатото не се патувало толку брзо со брод, затоа Диас и Торт ќе се погрижат да се почувствува на секоја кожа пловидбата по бескрајниот океан. Филипинскиот режисер Лав Диас е ренесансен човек затоа што е поет, актер, гитарист, критичар и треба да ми биде срам што досега не сум го вклучил во видеологија, особено мене како поборник на слов синема. Немам изговор за тој преседан, освен тоа што секогаш доцнам со гледањето на неговите филмови и не наоѓањето на временски јас за нивно проследување, а делом на вина му препишувам и нему затоа што неговите ефтини филмови поседени во неколку години траат 4, 5, 6 часа, па во тие размери Магелан е краток филм во споредба со останатите. Но на секој можен начин е сроден со тематските одредници и естетиката на која цели во неговите филмови. Имено, колониализмот е се присутен во делото, каде сведочиме на заседувањето на социополитичките трауми, предизвикани од историски личности кои се изразувале со јазикот на насилството. Нив ги кадрира со речиси документаристички пристап, во минатото почесто изразувајќи се ахроматски, да даде една вонвременска димензија, иако во новиот филм типично за него користеше боја во долгите широки кадри, каде времето непрестојно тече, болката рие, каењето задавува, тагата плени, за непречено да не телепортира на овие екзотични места од минатото доба. Универзални чинители кои се кријат во неговите дела се разглобувањето на неморалните одлуки на осамените ликови, водени од себични мотиви без некој капацитет за покаяние. Започна да режира кон крајот на 90-тите, снимајќи акциони криминалистички филмови за првите примери на екстравагантното времетраење да му станат 5-часовниот Батанг West Side и 10-часовниот Evolution of a Filipino Family од раните 2000-ти. Со нив започна и да се пробива на фестивалите, најчесто на Le Horizonte и Uncertain Regard селекциите во Венеција и Кан, за да продолжи во 2000-тите со подеднакво долгите Death in the Land of Encantos, Меланхолија, со кој победи на Le Horizonte. Потоа почна да се слават неговите филмови во Локарно во 10-тите, наградувајќи го From What Is Before 2014, за да го освои Златниот лав во Венеција од 2016 година со The Woman Who Left и во 2018 година да ја направи неговата рок опера, односно мрачниот Season of the Devil, завршувајќи декадата со The Hold. Тој не само што не запре за време на пандемијата, продолжи со значителни остварувања како Genus Pan и History of Ha, како и вториот дел од трилогијата When the Waves Are Gone, за неговиот предпоследен филм да биде психолошката драма Фантосмија од пред 2 години. Листата на филмови во најава е можеби подолга од таа на веќе снимените филмови, а таа е сама по себе габаритна со оглед на тоа што ќе ги работи
Кавалан, Беатрис ла Мухер, Хенрикос Фарм, Анганав Нг Лотим на Назарено, An Amazon, The Sadness of a Portuguese Woman, ќе ја затвори трилогијата Hermes, односно продолжението на When the Waves Are Gone. Се прошири муабет дека Диас снимил 9-часовна верзија на црно-бел филм за Беатрис, сопругата на Магелан, па проценете сами дали постои тој мит. Чекор во права насока беше употребата на боите, меѓутоа и новиот филм паѓа во замката на останатите предодредени одлики кои го краса неговото дело, односно моралниот релативизам на колонијалистите. Тој филм сме го гледале од него и тоа многу пати. Знаеме дека формулаичноста раѓа безбедност, но некогаш треба да се научи нешто ново од мајката на знаењето. Колку и да се лишува Диас од вокабуларот на филмскиот јазик, кој може да му го збогати, оплемени филмскиот израз, морам да заклучам дека враќањето на бојата и вјаремувањето на времетраењето направи чекор во права насока, што значи негово е да се врати повторно на анахроното 10-часовно времетраење на црнобелите кадри во наредните дела. Филмот ја имаше својата премиера на Канскиот филмски фестивал, а потоа беше прикажан широм светот: Сиднеј, Торонто, Бусан, Хелсинки, Рио, Њу Јорк, BFI, EFI, Чикаго, Палм Спрингс, Гетеборг и единствено беше награден во Ваљадолид, затоа што на останатите фестивали е селектиран од екзотични хипстерски побуди, станувајќи представник на Филипините за интернационален Оскар по втор пат, претходно ако не грешам беше со North at the End of History, кој за жал не дојде до номинација, иако оваа година Индија, Ирак, Јапонија, Јордан, Палестина, Јужна Кореја, Тајван беа на кратката листа, што е огромен број азиски држави во потесен круг. Сепак, правата на филмот ги откупи Luxbox, во кино го носи Јанус, а во својата колекција веќе го брои Критерион. Атипичен биографски филм во кој сведочиме на судирот на две култури, западната и источната, еднобоштвото и многубоштвото, алчната и гостопримливата, во кој узурпаторите, кои посегнуваат по туѓото, историјата се погрижила да завршат на кол. Ако морам да го еволуирам, тогаш Магелан од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 416-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!